на вакви критики кои што ги добивате како опозиција, па вие ќе го исклучевте светлото у Македонија. Никој да нема интернет, ништо. Каква Северна Кореја? Па вие како опозиција покажувате сериозни демократски немање капацитет за демократичност. Како опозиција покажувате тотално немање капацитет. Од позиција на опозиција вие би исклучувале светла, би блокирале профили на поединци кои што зборат против вас, забранувате коментари на ваши објави по портали или кај ги објавувате тамо што ви коментираат луѓе, ги блокирате нивните коментари. Мислите, што мисли, дека тоа ќе ве спаси? Дека тоа нешто ќе намали од лошата слика што ја создадовте кај јавноста со вашето предавничко однесување кон Македонија и македонскиот народ, од вашите предавнички договори, предавнички акти, предавнички дејства што ги презимавте, вашето снисходливо однесување. Нема да ве спаси тоа. Власт да сте нема да ве спаси, а не опозиција. Оти видовте и на власт која бевте како паднавте ко круши. Која дојде време, која на сите довде ни дојде од вашето однесување. Сега сакате пак на власт. Ево вам ga на. Никад. Никад. Сега не знам ова инквизиторке дали и ова е мизогино. Не знам, само прашува. Вчера зборот го заборев во обраќање. Мислам, многу добро си го знам зборот мизогино, што значи мизогино. Вчера го не ми текнуеше на видео, мизогино не ми текнуеше. Веројатно сум толкова мизогин да сакам ја да го заборавам. Мизогин. Така да, терај си ти со диагнозата, докторе, одработувај за тие за кои што одработуваш, лапај го тоа што ти даа да го лапаш, ако ти дава нешто да лапаш. Ова не нужно се однесува на пенис. Метафорички го кажам. Да не биде па нешто сега андрогино. Ако ова мизогино, ова за мужи андрогино веројатно, кога мразиш мужи. Значи, кога кажувам, продужи да го лапаш она што ти го дава да го лапаш, не мислам на пенис, да се разбереме, еве си кажувам, мора на вас вака човек да ви црта. За после тоа да не го напаѓате, да имате уважение. Значи, да повторам, или да, ако не кажав, да кажам сега. Значи, продужи да го лапаш тоа што ти дава да го лапаш, но немој да бараш од никој друг да биде дел од твојата агенда што ја тераш, да биде дел од твоето предавство, да биде дел од твоето тонење у лајна. Тоа не е, како да ти кажам, не е политички коректно да го бараш. Баш кај што е многу глупо. Баш кај што ти се смеат кога ќе побараш таква работа. Ако знае колку се смеат. Ја вчера искрено прво викам, те слушам и викам, што збори овој бе? Овој, викам, бара од премиерот да подели одговорност со него за работа за која што премиерот отворено кажа дека е тотално против отварање на уставот под диктат, знаејќи дека она што говора Филипче и против волјата на македонскиот народ, значи на мнозинството, на оние кои што ги гласале в партијата на власт, ВМРО да дојде на власт. А овој бара сите да си ги излижат она што си го плукнале
и да дојат кај него набаци рука на поклон и му речат: еј, важи, многу ти ова паметно со отварање на уставот и внесување на бугарите во устав. Еве, ние дојдовме да подпишем. Ао, колку си глуп. Джабе, ни рече еден пријател мој лекар: аве, Сашо, и меѓу нив, да знаеш, меѓу нас колку какви глупаци има. Што ако завршиле, вика, медицина? 2 книги немаат во живот прочитано. Подалеку од тоа што го учеле на факултет, анатомија, физиологија, курс се тресе уладна вода, ништо понатак од тоа не разбираат. Каква, вика, висока политика, тоа нешто, филозофија, тоа не, врска нема, вика, брат. Ја, бе, не заебај медицински факултет, сум правил мобет со пријател, докторе. Не заебај, бе, човек, медицински факултет, ни ги учел 15 години, не, бе, вика, глупи се, вика, ништо понатак од тоа не знае. Од тоа што го учел за оценка, ништо понатак од тоа не знае. Еве ви изгледан класичен пример за оно што ми го зборуваше пријателот. За жал. Инаку, вчера бев на представа у Велес, ова на крај само да ви кажам, ја гледав Тестостерон на Синиша Евтимов. Топ представа. Ја гледав претходно у Скопје на Велешки театар Вечера за глупаци. Топ, двете се комедии. Партали. Имаат велешани страотно добар ансамбл, екипираат све млади луѓе, ама баш све сите се млади, онака. И Жарко Спасовски, директорот, е исто така млад дечко, сега не знам Жаре дали има 40 години, не знам Жаре колку години имаш. Ма помалци има 40, какви 40, лупетам. Значи, топ ансамбл и се надевам дека ќе дрмаат со театарскава сцена у наредни 10-15 години, иако се доекипираат нормално со некој добро овој нови вработувања што ќе следат на млади глумци, глумици. И стварно онака се големо освежување, а од друга страна, мислам, стварно ме зачуди и ме иритираше фактот кога разбрав дека не се поканите на јубилејното 60-то издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, што Велешки театар е еден од 3 театри кои што не е поканет, иако се работи за јубилеј, а имаат представи што може да покажат. Ако више збориме, еве да не биде, имаат и Галеб, исто така добра представа. Велат и Синиот портокал дека е феноменална, ја не сум ја гледал се уште, ќе ја гледам следната сезона, оваа, нели ја нема веќе. И е навистина штета што на некој начин се дозволи некои, би рекол, академски ликови да го преземат фестивалот веќе со години, да го водат, да го селектираат представи, да бидат алфа и омега тамо. Немам ништо против лично, против тие луѓе, но сметам дека таа академска групација треба да ги тргне рацете од тој фестивал. Тој фестивал е замислен сосема поинаку како фестивал на професионалните театри, на директните театарски учесници во театарскиот чин. И може би поради тоа што тие се некако постепено исклучени, тргнати на страна, доаѓа до ова да еден респектибилен театар со многу млад ансамбл кои што играат феноменално. Значи, ви кажувам, ова се 2 феноменални комедии што ги гледав, Вечера за глупаци и оваа вчера, Тестостерон. И е штета, и е жално што не се поканети на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински.
Јас сум добитник на една награда за актерско остварување во еден Чернодрински, затоа си дозволувам да го кажам ова, затоа што мене ми значи тој фестивал, но сметам дека дојде крајно време некои работи таму сериозно да се променат. Ја кажав која е главната работа, а тоа е да се тргнат да се тргне академскиот фактор од тој фестивал, да се тргне на страна, нормално, и да се преземе од луѓе кои што се директни учесници во театарскиот чин. Значи, театрите да си го преземат онака како што беше и замислен. И тука да нема многу мешање од некоја тама така наречена академска фела. Само така ќе може да се со тек на време, нели, да се возобнови идејата и да се врати и да не се случуваат веќе вакви работи. Навистина е без везе, барем на јубилеот, можевте да ги поканите да биде така организирано, да ги поканите без разлика на селекција, тамо што одлучила некоја академка, дали некоја представа вреди да биде као дел на фестивалот, дали е нешто квази комедија или не знам каква комедија, ако не знам што значи тој збор квази комедија. Конкретно Велешки театар, јас што гледав, има две феноменални комедии. Ја не знам што значи тој зборот квази комедија. И каква е тоа комедија која што е квази, и каква е таа комедија што не е квази. Комедија треба да насмее. Овие две представи ја смеат публиката, и тоа како? Одиграни на високо професионално ниво, без керефеки, без непотребни импровизации, чисто, прецизно, како што било договорено на премиера. Што е тоа квази? Треба да биде некоја така наречена комедија у која што публиката зуб нема да покаже? Или треба да биде некоја високо умна, дубоко умна представа која што никој не ја разбира? Ја моето го кажав, гледам последниве месеци, нели, усклоп на јубилеот на фестивалот, многу театарски дејци се повикани од фестивалот да кажат кратка изјава за тој фестивал, за нивните искуства во тој фестивал. Знаете, оние убаворечити изјави, афирмативни, нели, чернодински овона. Јас, за разлика од нив, и ако не сум злонамерен, ова на организаторите им го кажувам, и на градот, на Прилеп, затоа што сум добитник на награда Чернодрински, знаете га, не сум злонамерен, само ја кажувам вистината у очи, и крајно време е ова што ви го кажав да го направите. Ќе си го изгубите реномето ако продолжите вака. Треба малце да се мисли широко, појасно. Не тамо некои умислени академски фаци да ви кажуваат што треба да правите. Што немаат никогаш на сцена застанато. Ама биле академци. Завршиле не знам какви степени на образование у вези, позоришта и казалишта. Турете курот. Ако сакате, ова е мој совет, ви ова нема да го објавите, што го кажам на вашиот сајт по повеќе јубилеот, ниту некој ме повикал да кажам нешто за од кај вас за тој фестивал, но еве користам прилика да ви кажам нешто многу подобро од оние кои што ви прават хвалоспеви. Затоа што ни е важно тој фестивал како најстар, најреномиран, да не си го загуби постепено реномето. Ето тоа, ечо.